онаму каде што застана Дејан, јас ќе продолжам во однос на иновативните алатки за односите со јавноста што ги користат практично на граѓанските организации, односно што би можело да искористиме од овие иновативни алатки. Ќе почнам со американскиот професор Ленс Бенет, кој што медиумските настани ги дели на неконтролирани, делумно контролирани и целосно контролирани настани од страна на изворот. При што неконтролираните настани спаѓаат токму истражувачкото новинарство и протекувањето на информации од страна на институции или на компании. Делумно контролираните настани се пресконференциите, како најзначаен настан, додека целосно контролиран настан би бил псевдонастан или соопштение за јавност. Во однос на дневно-информативните редакции денес, може да посочиме дека практично новинарите се преплавени со контролирани информации, односно со соопштенија за јавност и со пресконференции, нели сите на почетокот од денот ја следиме ние за да видиме што тоа ќе се случува во текот на денот. Но всушност сите овие случувања генерално се контролирани од страна на оној кој што ја испраќа пораката, а тоа од аспект на новинарите пак значи неатрактивна содржина во рамките на крајот на денот. Во изминативе неколку години, особено кај нас имаме, така да речеме, експлозивен раст на пиарот, како кај локалните самоуправи, така кај државните институции и кај компаниите, значи не само на рекламирањето. Оно што е за жал тренд и во западното новинарство во сите овие од крајот на 80-тите години наваму, намалувањето на бројот на новинарите во рамките на редакциите, тоа е првата негативна појава, која што особено се јавува со воведувањето на комерцијалниот модел во рамките на медиумите, понатаму десеткувањето на јавните радиодифузни сервиси, особено на европско ниво, но и паралелно со тоа намалувањето на професионализмот во рамките на редакциите. Ако ништо друго, намален број на новинари значи поголеми работни обврски, а со тоа и опаѓање на професионализмот на самите содржини. Целиот овој пиар, кој што всушност најчесто се состои од новинари кои што пребегнуваат од редакциите во државните институции, портпароли на општини и така натаму, всушност една од главните негови поенти е да создаде добри врски со новинарите, кои што всушност би представувале своевидни канали за пренесување на содржините на компанијата или на општината до самите медиуми, а за жал исходот од сето тоа е шумт материјал кој што нема новинарска вредност, особено ако говориме од аспект на истражувачкото новинарство. Сега, каде се тука граѓанските организации? Една компанија или една општина има буџет за рекламирање и за односи со јавност, кој што најчесто е еднаков, а во некои случаи поголем за неколку пати од целокупен буџет на граѓанска организација за одреден проект. Тоа значи дека во многу случаи самите граѓански организации немаат свој човек кој што ќе ги води односите со јавноста, или пак во одредени случаи пиарот на компаниите и на државните институции е добро вмрежен со самите новинари во редакциите, така што содржините, овие проекти на организациите добиваат третостепено внимание во финалните медиумски производи, односно од тие причини граѓанските организации не можат да си го проредат соопштението за јавност во весниците или на интернет порталите. И значи самите медиуми практично даваат приоритет на оно што ќе дојде од пиар од страна на компаниите и од страна на државните институции. Финалниот резултат е тоа што во најголем дел на случаи граѓанските проекти не допираат до самата јавност. Сега, во овој идеална алатка во овој случај се новите медиуми и социјалните мрежи на интернет, како можност за директна комуникација со самите граѓани во однос на оно што сакаме како настан да го пренесеме до нив,
но исто така и идеална можност за таргетирање на целата таа јавност која што се наоѓа на социјалните мрежи. Па, например, како граѓански организации, да се обидете да ги пронајдете новинарите кои што сметаат те дека ги покриваат тие сектори за кои што вие изработувате проект. Нели и паралелно со тоа единствената некомерцијална, така да речам, можност за комуницирање на социјалните мрежи би бил хаштагот. Веќе со текот на времето сето останато се плаќа, нели, за да стигнеме до што е можно поголема публика. Нели, како еден збир на достапни податоци на социјалните мрежи со едноставно кликнување на зборот за кој што всушност имаме интерес. Сега, што би можел да кажам денес како актуелна состојба која што се одвива на социјалните мрежи? Предноста на хаштаговите, првенствено ќе кажам дека основната е можност да допреме до што е можно поголем број на луѓе. Имав еден пријател тоест колега од редакција кој што не случајно, но се затече 2013 година во Јужен Судан во Џуба, кога изби државниот удар. Практично хаштаговите од 2 или 3 хаштагови преку кои што комуницираат тие луѓе, странци кои што се наоѓаат во Јужен Судан, му помогна да стапи во контакт со германската амбасада и да го излечат во Египет жив. Така што хаштаговите, особено на Твитер и на Фејсбук, на почетокот пред 3-4 години првенствено се користеа за информирање, најпросто и до денешен ден се користат, но првенствено нели беа неискомерцијализирани и служеа за информирање на некоја засегната страна во однос на одреден настан. До денешен ден тоа е можност да допреме до што е можно поголем број на луѓе. Понатаму, како граѓанска организација, ние всушност ќе имаме можност да преку комбинирање на содржини со хаштагови, наместо да објавиме PDF материјал, значи целокупен документ со десетици страници на него, ние практично можеме да ги искомбинираме, да го скратиме материјалот, она што е најважно да го кажеме преку хаштагови, и после тоа ќе говорам за дизајнирањето на инфографици и да ги практично да ги испратиме до оние кон кои што целиме на социјалните мрежи. И се разбира ова и за оние кои што го добиваат, оние кои што го даваат грантот, е извонредно значено, бидејќи е лесен начин практично да дојдеме до она кое што сме го сработеле на едноставен начин. И на крајот обемните проекти, како што кажав, можат да се разложат на подолг временски период во однос доколку направиме стратегија за комуницирање, практично би можеле да бидеме активни. Нашиот профил од аспект на граѓанска организација да биде активен подолг временски период на самите социјални мрежи. И сега, каква е состојбата денес со хаштаговите како ефикасна алатка за комуникација? Значи, самиот пиар на компаниите, на државните институции, пропагандата, ја свати предноста на хаштагот и денеска практично имаме море на различни хаштагови. Доста често се искомерцијализирани, доста често се неатрактивни, во одредени случаи самите граѓански организации, да речеме, користат по десетици хаштагови кои што се изгубени во рамките на самата порака, односно ја нема содржината на пораката, туку се обидуваме да дојдеме до што е можно поголем број на луѓе преку користење на овие хаштагови. И последните студии покажуваат дека всушност имаме еден обратен ефект, благодарејќи на ова, каде што луѓето се повеќе заинтересирани за оние твитови или постови на Facebook или на Instagram кои што немаат хаштагови, одошто оние кои што обилно ги користат.
Сега неколку совети би дал за односи со јавност на социјалните мрежи врз основа на актуелната состојба која што имаме денес. Како прво, основно би било да ја применуваме новинарската формула на дневно-информативното новинарство. Тоа е брзо, кратко и јасно. Одговорот на 5 најзначајни новинарски прашања. Твитер не ни дозволува повеќе од 140 карактери за да можеме да известиме во однос на одреден настан, така што ова е клучно. Како ќе ја спакуваме самата содржина. Ова се однесува првенствено за граѓанските организации. Доколку организираме одреден настан, веќе сме запознаени со оваа пракса и во Македонија, доколку сакаме да допреме до самата публика, тогаш комуницираме во живо, за време на одржувањето на самиот настан со цел да допреме до што е можно поголем број на луѓе. Понатаму, како што напоменав, доколку правиме одредена истражувачка историја, подоцна ќе говорам на тоа, PDF документ или документ во Word, значи како долга содржина, доколку ја поставиме на социјалните мрежи, ќе биде неатрактивна за читање, никој не сака да чита 100 страници, но доколку ги извлечеме најзначајните поенти и доколку ги искомуницираме преку социјалните мрежи, тогаш би можеле да ги заинтересираме членовите на Twitter или на Facebook да не прочитаат. Во однос на комуницирањето, повторно ќе кажем, стандарден јазик, разбили за општата јавност, за секој еден граѓанин во рамките на општеството, треба да се користи дури во случаи кога треба да искомуницираме истражувачки проекти. Понатаму, стратегијата за комуницирање. Без разлика дали треба да искомуницираме одреден настан во живо. И без разлика дали имаме лице за односи со јавност во рамките на граѓанската организација, ние треба да подготвиме одредена стратегија за комуницирање пред да седнеме на социјалните мрежи и да ја пренесеме пораката преку постови или преку твитови. Најчесто би било тоа тимски договор. Ако некој работи на проект, лицето кој што работи на проектот заедно со човекот кој што е задолжен за односи со јавност, при тоа би било идеално да се осмислат 2 до 3 хаштагови, значи генерички зборови. Ако се работи за истражувачки проект, хаштагот истражување идеален, можеме да го мислам, можеме после тоа да се насочиме на Twitter за да го видиме тоа. Значи, покрај стратегијата за комуницирање, исто така мултимедијалноста, доколку овој настан, да речеме, се снима и сакаме најважните поенти да ги кажеме, тоа би било многу подобро, одошто да пуштиме 3 часа од целокупната снимка да ја ставиме на Twitter. Очекувањето е дека многу мал број на луѓе би ја погледнале. Во тој случај многу поатрактивно е, доколку некој медиум известил, го монтирал материјалот и направил прилог, многу подобро би било да се преземе, со дозвола од страна на медиумот тој прилог, одошто немонтирано видео да се прикачи на социјалните мрежи. Понатаму кажав, значи 2 до 3 максимум хаштагови. Исто така и во делот на фотографиите забележливо е дека се објавуваат море од фотографии, 20-30 од одреден настан, кои што не ја пренесуваат поентата. И се разбира краток текст во согласно со новинарската формула, брзо, кратко и јасно. Еден од советите, бидејќи голем дел од новинарите кај нас и голем дел од членовите на граѓанските организации на некој начин слабо комуницираат на социјалните мрежи, односно, веројатно не се доволно атрактивни, и од таа причина, како еден совет, би посочил, доколку сакате нешто да искомуницирате, би било идеално да исконтактирате за соработка некој од популарните членови на Twitter или на Facebook, да им се обратите за соработка. Голем дел од компаниите, да не речам голем дел од популарните членови кои што се денес на социјалните мрежи всушност соработуваат или со агенции за односи со јавност или директно со компании. И последниот совет кој што е поврзан со она што претходно го зборав, всушност е
атрактивното дизајнирање на графикони, на мапи, на инфографици, кое што всушност би произлегло од истражувачките стории, да речеме, нели кои што ги работите или во рамките на некој научно-истражувачки проект или апликативно истражување, емпириските резултати кои што можат да се практично да се пренесат преку некои од апликациите за кои што сега ќе говорам. И тука би било добро да имаме лаптоп со вас, кој е запознаен од вас со инфограм и кој го користи? Јас сум запознаен, а сега ќе го користиме. За сега планираме материјал преку инфограм да го направиме. Да. Инаку да ова што го зборуваше, ние го практикуваме и добро е се да споделуваме искуство со граѓанските организации. Кога го правевме лани, не знам добро, не е битно кој проект, правевме видео стриминг на нашите настани на неколку портали. И тоа излезе одлично, затоа што прво е содржина што има давате на порталите, видео во лайв што води во моментот на нивната платформа, посебно особено што ние настаните ги организираме во период кога и други многу настани се случуваат. Секогаш закажуваме семинари, конференции 10-12, кога све се случува во тој пик период. И голем дел од новинарите не следеа онлайн, виртуелно, да чујат што се случува. Или обично доаѓаат новинарите на почеток, взимаат изјави си одат, нормално ограничени се со време. И после тоа оние кои што сака да направат полок извештај, ја има снимката, може да се приклучат и кои се вратат од редакцијата да дочујат нешто ако треба или да ја прегледаат снимката и се покажа како одлично искуство. И медиумите им беше добро, затоа што ние не им се наметнувавме, мислам не им правиш реклама ништо, туку таму се зборуваше на одредена тема. Ние секогаш нели конференциите се за некаква содржина. И беше мислам обострано ново искуство и за порталите и за нас како граѓанска организација. Сега не организираме толку често многу настани, инаку е добра пракса. Хаштаговите исто ги користиме, затоа што мора да се многу привлечни. Например, за модем, тоа е мониторинг на медиуми и прилично, мислам, не е многу атрактивно за поширока публика, посебно ако не правите вакви резимеа или тоа што го зборував јас. Ние правиме некоја кратка верзија на заклучоци, ги испраќаме и ги пустаме и така натаму. И затоа тука битен е хаштагот за да допре. Обично луѓето многу често на Facebook знаеме и го читаат тоа што ќе напишете горе во не кликаат после на документот. Еден од хаштагот беше пази вести. Ама за ова се консултиравме со Твитерџи да ни извадат некоја креативна варијанта и уште еден хаштаг користевме, хаштаг модем, заради проектот, да го означите. Со ова не знам колку функционира со хаштагите, посебно на Facebook има дилема дали хаштаг треба на Facebook да се употреба, пошто хаштаг го доаѓа од Twitter како социјална мрежа и ова не е тука ќе ми објасниш поубаво ги знае тие работи. Ама гледам се користат многу, мислам хаштаг исто треба особено да се користи, ама што и да се прави на социјални мрежи, мора да се има буџет за промоција. Значи ништо не може да стигне до поширока публика без да платите. Не може. Така што дури ако имате целни групи кои што ве следат или медиумите ќе ве прифатат или вие новинарите ќе ве лајкнат или вие ќе ги поканите или вие ќе ги следите нив, постои голема веројатност дека нема, мислам, многу информации се секојдневно. Плюс новинарите многу пишуваат на Facebook и се пишуваат. Мислам, не и се губат реално информациите што се потребни да стигнеш до нив. Така што мора да се буста и мора да се таргетира. Ако е конкретно за нешто, например, ние академските блогови на Республика ги бустаме, спонзорирани се и се строго таргетирани, дава можност такви социјалните мрежи до која целна публика треба да стигнат, значи според сфери на интерес. Значи ама може да се геотагираат. Како? Геотагираат да, зависи ако сакаш да опфатиш поширока публика, да. Ако сакаш специфично зборувам во таа област, например имаме блог за економија и нормално дека луѓето што нели сакаат да читат таа област. Така што во тој дел на промоција, мислам, има социјалните медиуми супер, имаат нема поголем ефект од социјални медиуми, тоа дефинитивно. Ама мора да се има и за тоа пари. И тоа големи буџети треба да се има, мислам, не Како поминува време, особено за Facebook?
потребни се повеќе финанси. Иако како Македонија на некој начин можеби се уште сме попривилегирани од поразвиените земји каде што за тоа се потребни поголеми финанси. Ама како поголеми Facebook е Facebook за сите, нема. Добро, да. Цените се тие на Facebook. Само работата што помал пазар сме и кога имаш мали кликови. Да, за тоа. Добро. Јас би продолжил со алатките за атрактивна визуализација. Значи, доколку сте во можност, имате лаптоп пред вас, би ве замолил да го отворите инфограм. Значи, се работи за една интернет апликација за визуализација на податоци, која возможува создавање на графикони, на мапи или на инфографици. Основниот пакет е бесплатен, за сето понатамошно користење треба нормално да се плати на доместок за користење на самата организација, односно компанијата која што го работи. А вика join it's free? Да. Токму така, тоа го напоменав, основниот пакет, основните темплејти се бесплатни, значи можете да се логирате на едноставен начин или преку вашата електронска пошта или преку тоест да се нели или преку Facebook или преку Google. Јас веќе бидејќи сум нели член. А што ако немаш акаунт на Google? Например, јас немам на Google акаунт. Добро, преку Facebook исто така може да се логираш. Гледам дека многу често Google се бара за вакви. Или пак главно секој сервис може да си напиши таму. Добро, тука го имаме и Twitter. Со сите гледаш, Facebook, Google, Twitter, не, што она е LinkedIn. Секој сервис можеш сам да си креираш. Да ги пополнуваш. Не сакам да ги памтам, не дека не можам да ги креирам, саѓаш, имам и на Hotmail, и на Google, и на службени. Ова е предпоставува ако си. Значи јас сум на бесплатен, имам бесплатен профил, без екакам се уште. Како што можете да видите, во однос на креирањето на мапи на инфограм, се разбира, треба да си платите за да креирате нешто подетално, Ама не е многу, $19, ние го гледавме. И накратно се плаќа, ако имаш за тебе, ти останува образецот. Да, една мапа на светот, раст на BDP во земјите од светот, конкретно како би изгледала, кај што можете да мислам секој може да го издизајнира ова, подоцна ќе говорим и за тоа. Доколку ви е бесплатен пакетот, логото на инфограм останува долу. Доколку си платите, можете да си поставите нели лого на вашата граѓанска организација или на медиумот каде што работите. А вака не може дополнително лого да стави? Ништо не се подава? Или не? Молам? Не можеш лого дополнително да ставиш? Вака, колку што знам, сега понатаму Добро, дали добро те прашувам, добро други е нормално алати. сега, да. Мислам во однос на Другото е HTML, окей. работењето во рамките на оваа апликација, значи би требало да си платите за да можете да нели да си поставите ваше лого. Значи графикони, еве како изгледа еден од нив. Значи имате темплејти на мапи, на графикони кои што можете да ги користите, можете да внесувате текстови како што гледате долу, и јас како што сум ставил. Еве ќе се вратам на почеток. Значи има темплејти, имаме за инфографици, за извештаи, за правење на графикони и за мапи. Доколку отидете на мапи, значи она што ми се чини бесплатно е нели картата на светот, каде што после тоа можете да внесувате податоци. Сето друго се наплаќа, но во однос на изработката на графикони, тие се бесплатни. На тој начин ги направив и јас овие нели графикони. Која е предноста? Сето ова што ќе го изработите, например доколку имате истражувачка сторија или одредено апликативно истражување, доколку сакате
истражувачките резултати да ги искомуницирате со публиката, можете едноставно овој графикон на едноставен начин да го пренесете на некој, да го постирате на некој од социјалните мрежи, што и јас ќе го направам сега во моментов. Еве преку Twitter да речеме. Јован, еве го профилот. Добро. Ја си најаваш. Сега ќе се најавам. Тука срчам се на твојен проблем. Ајде да видиме што дали е. И еве го Twitter, кој што излеза заедно со графиконот, значи ве води на инфограм, доколку сте бесплатен пакет, нели логото на инфограм наместо на вашата организација ќе стои. Доколку имате научно-истражувачки проект, апликативно истражување, предпоставам дека имате вакви десетина графикони, сите тие можете во одреден временски период да ги преку инфограм да ги практично постирате на социјалните мрежи. Понатаму како би можеле да внесувате податоци, повторно ќе се вратам на самиот почеток, значи data import. Практично на вашиот компјутер би било потребно во Excel да ги имате тие документи. Мислам емпириските резултати, добиените резултати. Сега да го најдам документот кој што планирав да го представам. И понесен десктопот. Да. Значи, еден истражувачки извештај, како од прилика изгледа, подобро или полошо дизајниран, и нели во самиот истражувачки извештај, нели имате емпириски резултати, нешто што е работено во Word, нешто што е работено во Excel, нели? Еве еден оваков графикон, доколку сакаме да го искомуницираме со публиката на Twitter, практично само треба да го зачуваме на, да речеме, на десктоп, значи овој графикон, и после тоа од десктоп практично го внесуваме на нели на инфограм. Да видиме каде е вака. Значи, ова ми излезе како некоја линија, можете да користите разни. Сега тука треба да ги прилагодите, нели, самите податоци, еве го. И веднаш после тоа можете да го шерувате, се разбира. Можете да додадете, се разбира, значи текст, може да креирате под овој графикон и друг графикон. Нели има фотографија, тоест има нели било кој од другите медиуми, значи фотографија, видео можете да додадете, доколку сакате да додадете текст. Значи пример. И можеме веднаш да го шеруваме, значи повторно преку Facebook, преку Twitter, нели Google Plus и така натаму. И ова е работа практично на разложување на вашата истражувачка сторија, односно најчесто инфограм би бил пожелен за апликативните истражувања, не знам, некој анкетно истражување или интервјуа кои што сте ги направиле, најважните поенти кои што можете да ги внесете, првенствено, нели се разбира, квантитативните резултати, кои што може да ги пренесете до
нели вашите следбеници на Twitter и на Facebook. Доколку сакате, секогаш нели можете да си го купите пакетот. Ви дава можности помеѓу останатото, нели напоменав, да си го ставите и логото на вашата невладина организација или медиумот каде што работите. Ама освен мапи, графикони, диаграми, мислам дека поддржува и зборови, што е добро па за или ако правите, не знам, иstražувачко новинарство, новинарски тури, па сакате нешто да споделите побитно, ги зголемува однака со наводници, ги дава, како се викува, со зборови многу што ги излекува. Така што корисно и за потекстуални работи, не само да се прикажат вака. Да, јас И сега не знам дали има и символи, човечиња, некој што такви стрелки, не знам дали имаш истражување. Добро, генерално, значи првенствено јас инфограм сакав да го презентирам за граѓанските организации како можност да ги искомуницираат практично содржините, емпириските резултати кои што се добиени од самите истражувања. Повеќе мислев дека PictoChart би бил посоодветен за дизајнирање и нели за пренесување на овие содржини, новинарски содржини до јавноста, но сепак, значи она што треба да го посочам надвор од изработката на графиконите, тоа што нели Дејан го спомена, би било добро да искомуницирате, доколку веќе станува збор за новинари заедно со вашиот дизајнер во медиумот каде што работите, за тоа да излезе нели онака како што особено во однос на комбинацијата на боите. Сега Finance Think многу добро ги користи овие алатки од граѓанските организации. Да. И тие многу често исто не чекаат до крај да се направи истражувањето, на први некакви резултати што ќе добијат ги прават инфографикони. Иако не знам колку е до крај оправдано, затоа што кога ќе направат некоја анкета и ќе прикажат, можеби не е сосема методолошки добро исправно, но меѓутоа сепак дава некакви насоки, некакви трендови. Да, горе-долу само истражувачките резултати можеме да ги представиме, значи со оваа апликација. И сега не е само инфограм, тоа сакам да го споменам, значи има едно практично море на апликации, Instant Atlas, не знам, PictoChart, и така натаму, кои што може да ги искористите. Некои од нив се разбира чинат повеќе како пакети за да ги користите, некои помалку, некои се бесплатни, нели исто така како што споменав, нели основната верзија на инфограм. А сега втората алатка која што исто така би ја споменал, како апликација, би била PictoChart, значи исто така доколку можете да ја отворите на вашиот лаптоп. Значи интернет апликација за создавање на инфографици, презентации наместо PowerPoint, понатаму изработка на постери за разни настани. Бесплатно може да отворите профил на PictoChart, со тоа што доколку сакате да ги шерувате информациите надвор од вашата платформа, значи може да работите бесплатно. Бесплатниот пакет не ви го возможува тоа, значи тоа е разликата со инфограм. Нели напоменав, имате различни пакети за предплата за симнување создадениот материјал од PictoChart. А сега можеме и него да го пробаме. Јас имам некои, така да речем, пионирски содржини создадено на... Значи, јас ќе се логирам, секој друг може да се... Исто имате можност, значи преку Facebook, преку Google, пак преку мейл. И ова е практично вашиот профил на PictoChart, од кога ќе создадете нешто, нели? Како што напоменав, сум направил од темплейтите кои што ви се бесплатно достапни, сум направил еден постер, не знам, за фотоизложба Битола, која што денес вечер ќе се одржи.
Но доколку организирате одреден настан, особено како граѓанска организација, може да ги искористите овие постери, исто така се доwnloadираат доколку се предплатите и едноставно на едноставен и брз начин да практично без разлика дали ќе биде PDF документ, како PDF документ, пак ќе го преплаќате до некого преку имейл да речеме, пред да се организира одреден настан, или ќе го испечатите, па ќе го нели залепите како некаков плакат низ градот. Понатаму еве еден пример несоодветен за нели презентација, го прави за време на Валентин и не изгледа воопшто интересно, но сепак поентата ми беше дека има голем број на практично различни дизајни кои што може да ги искористите, а кои што во Microsoft и во OpenOffice, да речем, пакетот ги немаме за работа. Фотографии можете да ставите, се разбира и тука можете да вметнувате графикони, пити, со тоа што бесплатниот пакет повторно, нели, логото на PictoChart си е вклучено и на крајот, значи, инфографиците, оно што е најинтересно веројатно за самите новинари и истражувачи, значи вашите истражувачки истории, да ги разложите практично информациите во нив, со цел да создадете неколку инфографици, после тоа како вежба за некоја минута ќе го работиме тоа. Се разбира, нема да правиме сега графиконите, го само чисто како една вежба да увидиме колку би може, од кои резултати практично би можеле да направиме еден инфографикон. Значи, јас сум се обидел со еден, значи, кој што е поврзан со градежни дозволи за нови станови, можете да го вметнете и изворот, вие како автор, не смасен графикон како ја што сум направил, значи со букви наместо со бројче наименување на месеците, и клучни информации кои што сакате да ги внесете на самиот инфографик, како например дека најмногу станови се градат во Скопје, да речеме. Паралелно некој вид поднаслов исто така можете да ставите. Има безброј на вакви дизајнирани, мислам безброј на темплети кои што можете да ги искористите како истражувачки новинари и после тоа овој инфографик да го искомуницирате, да речеме, или на социјалните мрежи, или да го вметнете во рамките на самата истражувачка сторија. Нешто што веќе Бирн, ми се чини, веќе го прави поприлично, тез Призма, нели, кај нас, поприлично долго го прават. А не сум го сретнал кај други медии. Значи, тука се инфографиците, значи некои темплети кои што можете да ги користите. Во основниот пакет се разбира презентациите и нели постери и извештај. Секогаш имате можност да се надоградите на PictoChart, доколку си платите, се разбира, кои се можностите кои што може да ги користите, значи преку 600 темплети во однос на изработка на инфографици, во однос на изработка на мапи или постери, понатаму нели овој пакет кој што чини $29, практично може да ги симнувате како PDF документи и така натаму во однос доколку планирате да испринтате одреден постер со поголема резолуција да го добиете поквалитетен. Значи тоа би било во однос на PictoChart. Дали има некој нешто да праша во однос на инфографики? Ама овој прави интерактивни инфографикони PictoChart исто, или овие се само се статусни инфографикони? Предходните беа интерактивни. Да. Значи може и таа опција исто така. И тука исто со платење? Ова плакатот за битва само не разбрав. Има темплейт и само на текст така? Да. Добро, да знам. Еве пример сега. Океј. Имаме тука некои Еве. Од оние бесплатните Да, од бесплатните, јас овој сум го искористил.
Значи само зборовите ги менуваат. Практично само зборовите ги менувате. Нели, повторно ќе напоменам, би било добро со некој дизајнер да седнете заедно, бидејќи сепак каков фонд ќе одберете, таков дизајн ќе добиете исто така. Не бе, тоа со срцата е супер. Добро, па да Добро тоа си ги го генерира. Чисто само за презентација. Да, еве ги презентациите. И можете да изберете позадина каква сакате. Лубеница. Многу поатрактивно ќе изгледа презентацијата. Сега се разбере, јас не ја направив мојата презентација на Пикточат, први тоа што треба да се плати, нели? За да можете да доwnloadирате, но предпоставам дека за новинари, истражувачи или понатаму за граѓански организации, било кој да презентира нешто би било нели како соодветна алатка за користење, бидејќи дизајнот ми се чини ќе се согласиме дека е атрактивен. Са важно мора други лубеници. Добро да има тоа за земјоделци, за медари, за дрвна индустрија, баш онака. За ламинат. Ламинат. Тоа. Не, поентата ми е дури и овој бесплатен пакет има десетици темплети кои што значи може да се пробате доколку ви е интересна апликацијата, после тоа За генерирање на податоците. да. Како извини што знаеш? Генерирањето на податоците како? Да, јас на пример сум пробал да аплодирам, бидејќи имам основен пакет, од тоа очигледно дека тешко ќе иде. Но примерете сум пробал со фотографија да прикачам за да ставам во рамките на презентацијата, тешко ми иде поради тоа што бара нели да се предплатите на Pictochart и да за да можете меѓу останатото и да внесувате документи. Еднаш правиме моје. Пошто примерно ја сакам да направам инфографик, Да. пита во која што ќе имам податоци од некој истражување. Да, да. Значи морам да бидам предплатена за да можам да ги За ставам. Pictochart да, за инфограм како што напоменав не. Значи можете бесплатно да го користите пакетот. Повторно ќе се вратам. Предмиран инфограм, тоа е. Да, но единствената нели негативна страна е што е брендиран со инфограм. Доле на самиот графикон или на питата што ќе направите ќе стои инфограм, а нема да стои организацијата од кај што доаѓате. Доколку го користите бесплатниот пакет. Сега тоа во одредени случаи може да биде нели како мана понекогаш, не знам, зависи. Па му правам бесплатен маркетинг. Да, да. Затоа е без пари. Дали има некакво прашање? Така стокмено за печатање, во кој формат го дава? Он? За да го печатам, да речеме. Може да се отпечати, нели? Да. Добро, значи повторно ќе кажам, имам basic акаунт на Pictochart, значи може да го симнете. Во PDF, Во PDF Има на опција да доwnloadираш, значи можеш. Да, има различни опции доколку го сте даваш и може да го значи печаташ. која најмногу ви одговара, има посебна посебно да, Аха, значи има опции. да, има различни опции во зависност од тоа дали сакате понатаму да го користите онлайн да речеме или планирате да направите нели постар печатена верзија да го. Фала ти за ова, интересно да ти кажам. Јас би се заблагодарил на Зоран Ричилиев од Бирм, нели? Зочи, Да. Струмица. Од минатата, Ричи. минато годишната обука во однос на Он е експерт ричи. Да, беше на талбата за оние. И едно колега беше за тоа, јас ги знам овие работи ги пренесе кај нас. Па да, Која прави- шеренки скеренки. Со тежбанец некој што беше дојден така. Или не беше Не беше. тежбанец обучуваш. Не беше. Нешто друго, добро било Да. ке друго. Да. Добро, значи на крајот единствено што можам да споменам нели е користената литература која што можете да ја најдете исто така во документите кои што ви се пренесени.